По многобројните реакции за одлуката на Државната изборна комисија да си подели дополнителна плата за 4 месеци за работата на октомвриските избори кои што туку завршија и дополнителни 5 плати за изборите во декември минатата година, комисијата одлучи секој индивидуално да реши дали средствата што се добиени како надоместок ќе ги врати или не. Членовите на ДИК, иако сметаат дека ги заслужиле, како што посочија, поради судот на јавноста ќе ги вратат 4 плати во буџетот или ќе ги донираат. Со еден месец за Државната изборна комисија вчера ги објави одлуките за исплатата на бонуси донесени на затворени седници. Членовите на ДИК вчера ги задолжија службите во комисијата оваа одлука да ја објават на веб страната, откако информацијата за бонусите предизвика жестоки реакции кај јавноста. Според одлуката за исплата на надоместоците за спроведувањето на последните локални избори и правилникот за определување на надоместоци, донесена на затворена седница на 16 ноември, членовите на ДИК се изгласале бонуси во висина од 4 и 2 дополнителни плати. 4 дополнителни нето исплатени плати добиле председателот на ДИК Александар Чичаковски, заменик председателот Реџеп Прекопуца, како и членовите на комисијата Атана Сурумов, Виолета Дума, Игор Милев, Сапхи Јакупи, Сашо Срцев и Силвана Бонева. Бедредин Ибраими предложен од ДПА и Асани Салија, која седна на неговото место предложена од БЕСА, добиле дополнителни 2 нето исплатени плати во последниот месец. За закажаните, а не одржани избори во април минатата година, членовите на ДИК си поделиле 3 плати. На реакциите се приклучи и државниот советник во Министерството за финансии Бранимир Јовановиќ, кој на социјалната мрежа Facebook ги прокоментира случувањата. Според Јовановиќ, залудни се заложбите за кратење на непродуктивните трошоци во буџетот и залуден е трудот за пласирање на слика дека се однесуваат одговорно. Јовановиќ вели дека уставот и законите треба да им обезбедат храна, облека и дом на стотиците илјади сиромашни во оваа држава, а не дебели заработки на државните функционери. За потсетување, пред 2 дена амбасадорот Џес Бејли соопшти во јавноста дека Државната изборна комисија едногласно зад затворени врати изгласала доделување на дополнителните плати.